или сте шостка за нешто друго? Ќе седеме позади Седиме нас. на масата. Момчето ти е заспало на Каракамен планина. Дај се почнуваме со пеење. А? Кој ќе почне? Првиот пат јас. Денеска ќе имаме писмена работа. Спремни сте? Добро. Добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. Да, така. Добро ве најдовме. Ние сме од факултетот за драмски уметности, пред да биде ова ковид криза, доаѓавме традиционално, два пати годишно, да ги представиме пред испитните представи. Значи, ова се нашите студенти, идните актери. Тие се прва година, прв семестар. Има трема, ова првиот јавен нивни настав. Надвор од факултетот на сцената е потешко, кога ја гледаш публиката. Ако, например, во публиката некој си игра со телефон, би ве замолил да ги исклучите телефоните, да ги слушате внимателно, да им помогнете со лесно да помине. Имаме две задачи, народна поезија и народен расказ. Избрани се од Стефан Верковиќ, ги собрал некаде таму од драма Егејска Македонија. Стефан Верковиќ, позната збирка, навистина нешто феноменално и покажува колкава е големината на македонската култура и фолклор. Видете, во театарот е важно дека вие доаѓате со отворено срце да примите нешто, да ги слушнете што сакаат да ви кажат. Има луѓе кои не се заинтересирани, не се отворени, доаѓаат, не ги интересира, се занимаваат само со телесните работи. Театарот дава, како да кажеме, покрај образованието и еден друг начин на гледање, да размислиме за состојбата, да дознаеме нешто и ни дава да гледаме лице со лице, срце со срце. Значи, затоа театарот останува и покрај сета техника, гледаме жив човек кој може да пишува, како што им велам јас, во вашите срца, ако вие ги отворите, да доживеете нешто. Аристотел тоа го вика во античка Македонија, катарза, да се промениш, да примиш нешто од представата. Значи, би ве замолил да ги слушате внимателно, да им помогнете да поминат со лесно. И нели, развејте ги барјаците наши на првите зидини. А сега продолжете вие. Ајде. Ај, здрави. Ајде. Да, вино, вино, црвено, момчето ти е заспало, момчето ти е заспало, на Каракамен планина. Вихор ми вие во гора зелена. Не ми е вихор, ли ми е јуда. Гори трошеше, двори градеше. Темели зафашча се стари луѓе. Се стари луѓе се бели бради. Дзидове дзиде керпичи клава. Керпичи клава се малки деца. Кој од година, кој од половина. Диреци клава све млади момчина. Се армосано те невенчане. Керамиди клава све млади дивојки. Се армосано те невенчане. Депорти клаве млади невести. Керка одведе, снаха доведе. Снаха доведе, ризик нимала. Ризик нимала, чедо не е добила. Не е добила и не е одревила. Не е одревила 9 години. Дури на 10-та добила. Добила и одревила. Бре, мале, стара пехера. Ја уземи дребни клjučeви да ми отклучиш златни сандука. Да ми искараш златни пелени, златни појаси. Да си повијам машкото дете. Стојно невесто, подунале тихи ветер. Три силни вилни ветерушки, не ми биле ветерушки, љу са
били до 3 јуди. Дигноха те стојно дигноха, занесоха те стојно занесоха. Јудинско село голямо. Кладоха те стојно кладоха, јудинско хоро да играш. Стојно хоро играе и плаче. Догледа га стара Јуда самоведна. Тај вели и говори. Стојно невесто. Што ти е стојно те плачеш? Или ти е жал за мајка? Или ти е жал за башча? Или ти е жал за брати? Или ти е жал за сестри? Или ти е жал за дружки? Или ти е жал за љуби? Стојна и вели говори. Вара Јудо самовило. Не ми е жал за мајка. Не ми е жал за башча. Не ми е жал за брати. Не ми е жал за сестри. Не ми е жал за дружки. Не ми е жал за љуби. Љу ми е мило, најмило, мушкото дете малечко. Кој ќе го него повиде? Кој ќе го него заљубе? Кој ќе го него набизна? Јуда и вели говори. Стојно невесто, за него грижа ми бериш. Ке подуна силен ветар, јас ке оттаму помина, та ке му љуljка заљубам, та ќе го него повија, та ќе го него набизае. Самовила град градила. Град градила, зид зидила. Поръчала е наръчала, поръчала на граждане. Да й пусне 2 јунака, армосане невенчане. Те и велят и говоре, вара, Јуда самовило. Која ти е тая мајката ке пусне до 2 сина, армосане невенчане. Поръчала е наръчала, поръчала на граждане. Да й пусне 2 девојки, армосане невенчане. Те и велят и говоре, вара, Јуда самовило. Која ти е тая мајката ке пусне до 2 ќерки, армосане невенчане. Ја Јуда им зборуваше. Не ги пуснат со спокарно, да не ми мени атер остане, че ке лоше ке да патат. 2 јунака ке ги клада 2 дерека. 2 девојки ке ги клада до 2 порти, кој ке види да завиди. Бре, влазега таја Јуда што е клала 2 дерека. 2 јунака, армосана, невенчана. Бре, влазега таја Јуда што е клала до 2 моми. До 2 порти, армосане, невенчане. Вара и Недо, бела Недо. На Неда се гости дошли медините 9 брата. 9 брата, 8 снахи и 8 мушки деца. Те са јали и са пили тукму 3 дни и 3 ношти. Нединото милно внуче најмалко припе му се студна Јода. Јода се е довршила, та му не да дава тројно вина. Тој не е ројно вина. На Богом се верно моли. Јој ти, Боже, мили Боже, ја осамни ја призори. Ки си умра ја за Јодичка, јој душичка. Неда и се нажалила. Зела и Неда нова стомна. Тој отиде на бунаро да налее студна Јода. Никна Јода да налее. Сенка и се засенила. Не е била мала сенка. Љу е била стара Јуда. Стара Јуда самовила. На Неда се зборуваше. Варај, Недо, бела Недо. Ајде, Недо, со сменека пред менека. Ја Неда изборуваше. Вара Јудо самовила. Остави ме да се ида да занеса студна Јода. Че ми плаче милно внуче по студена Јода. Ајде, Недо, пред менека. Пред менека со сменека. Ја Неда изборуваше. Вара Јудо самовила. Остави ме за Велик ден та си јала на Ѓурѓовден под сенките на љулките. Послуша ga стара Јуда, оставила бела Неда. Отиде си бела Неда ухилена, ожалена. Недините 9 брата на Неда се зборуваха. Варај, Недо, бела сестра, што си толку ожалена, оплачена.
Варај, моите брати, да ми јазо отиде на бунава, викна студна јода да налева. Сенка ми се засенила. Не е било мала сенка, лju е била врла јуда. Врла јуда самовила, да ми вели и говори, ајде недо со сменека пред менека. Ја јази се помолила, варај јудо самовила, остави ме да си ида, да се никна студна јода. Да вели и говори, ајде недо со сменека пред менека. Ја јази се помолила, варај јудо самовила, остави ме да си идам на Великден, да си јава на Ѓурѓовден под сенките на љулките. Варај, Недо, Бела Недо. Бела Недо, милна сестра. Затова грижа ми береш? Ке те чини Недо црно рухо калугерско. Белке јуда не познава. Облече се Бела Неда, црно рухо калугерско. Стана Неда, та отиде под сенките на љулките. Ето јуда да дохода, та и вели и говори. Варај, Недо, Бела Недо, што си Недо применила црно рухо калугерско. Ајде, Недо, пред менека со сменека. Стана Неда, та отиде. Тодоро ги узел Тодоро. Отишла е Тодоро, а во гора зелена седнала е Тодоро под возаграмата. Марко змеми Марко честом го обижда. Китка и носи. Ја Тодора вели и говори. Марко змеми Марко, нешто да те питам, право, верно да ми кажеш. Дали знаеш, Марко, потрес да ми кажеш? Да потреса брат ми и снаха ми, и стара Јованица. Говори, Марко. Тодоро, хубава гиздава. Чунке тераш потрес да ти кажа. Да потресеш брата ти. Брата и снаха ти и стара Јованица. И га грмна, тресна, наум да си имаш, назад да си врнеш. Од земја прст да земеш. Да посипеш брата ти. Брата и снаха ти и стара Јованица. Тодора хубава, наум си имала, назад си врнала. И га грмна, тресна, назад си врнала, од земја прст зела. Не посипа брата ја. Брата и снаха и стара Јованица. Ја посипа Марко. Марко, змеј ми, Марко. Не море ѓузел Тодоро. Де е дошол ден Великден. Ден Великден, ден Ѓурѓовден. Примени се ѓузел Тодора тенка ленена кошулја. Со сморалија саѓа запаша поја савички та отиде на хорото. Не се фати де и да е деберлега. Лju се фати на момчиња до невести. Права ръка на момчиња, лева ръка на невести. Помина Марко Тилингар со 9 теленги по него. На дружина се зборува. Дружина верна зговорна. Позапрејте теленките да чиниме малко сеир, мра хоро. Послуша го дружина, позапреха теленгите, те чиниха малко сеир. Проговори Дарко Тилингар. Селјани, селјани, искам нешто да ви питам, право, верно да ми кажете. Селјани велят говоре, бре, варај, Марко Тилингар. Ако знаеме, ќе ти кажеме, ако не знаеме, што да ти кажеме? Селјани, селјани. Таја напреди што играе. Или е мома или невеста, или е мома армосана. Преварај, Марко Тилингар. И ние не го знаеме или е мома или невеста, или е мома армосана. Проговори Дарко Тилингар. Селјани, селјани. Как не го вие знаете или е мома или невеста, или е мома армосана? На едно хоро играете, на една црква влевате. Бре, Мануел, мајстора. Тројца брати зговор чиниха црква да градат Света Марија. Дено го градат, вечер се рути камен по камен, темек по темек. Зговор чиниха тројца брати, кои ќе сутром да дојде, с ручок на глава, с кондем на рака. Зговор чиниха пак тројца брати, сички да имаат дома да кажат, да не сутром да дојде.
Всички отидоха дома, кажаха. Мануел мајсторо не е отишел. Не е отишел дома да каже. Не е кажал Мануел мајстор. Рано е ранила Струма невеста. Сручок на глава скондир на рак. Бре, кога виде Мануел мајсторо, ничком поникна солзи изрони. Морете и вели и говори. Струме, невеста. Дек си остави првото љуби. Дек си остави мушкото дете. Ја Струма вели и говори. Бре, варај, Мануел мајстор. На тојата мајка мојата пехера. Оттам се назад поврна, оддалек иде и вика. Бре, мале, стара пехера. Ја постели ми рогозина, те фрли ме едно бел проскефал, че ми е утресло љута треска. Постелја и рогозина те и фрли едно бел проскефал. Дори да легне и душа даде. Едва е душа проговори. Бре, мале, стара пехера. Иди да викаш Мануело мајстора. Мануело мајстора, моето прво љуби. И да го видам, и да ме види. А дори да иде, дори да дојде, дори да вика Мануел мајстора. Бре, Мануел мајстора. Струма невеста, душа ќе даде, бре, да га видиш и да те види. Еде, Да, вино, црвено, момчето ти е заспало, момчето ти е заспало, на Каракамен планина. Еден сиромах човек имала една мома. Момата му била најхарна и најпрокопсана од всичките светски моми. Сад еден кусор имала момата. Носот ти бил малку крив. Затоа се веле на лакардија. На дуњава човек без кусор нема. И царот биле, царот што е, па кусор има. Еден ден сиромахот земал оралото и воловите му и отишол на нивата му доре. Тој ден и царот излегол пешак. Ти бил да ходи по земјата, види што има. При замрачувањето проминал при сиромаховата нива. Го нашол таму сиромахот и му рекол: "Помажи Бог, побратиме." Дај Бог доброто, нека му одговорил. Дека има некој близко село овдека, побратиме, царот го питал. Од моево поблиско село нема, сиромахот му одговорил. Дали ме сакаш тоа вечера в куштата ти гостин да те бидам? Царот го питал. Бе, братко, кој бега од гости? Со благодарение да дојдеш те сакам. И така сиромахот остел оралото и воловите му, уземал царот без да го знае че е цар. Ки ми се адмира. Таму на пътот имаше еден јукуш. Тогаш царот му рече: "Побратиме, хајде сега и двата да ходиме, но да позастанеме. Јас вика те вјахнам ра, и седне ти на ме вјахнуваш рана, така и свади ново јукуш." Сиромахот не познал по кој тертив му кажал царот да ходи. И така се кунеха и двата, че не знаеше сиромахот да даде одговор. И после това приближиха при еден орман. И царот му вели на сиромахот: "Еј, господине, ајде да влеземе 2 минута во орманот, та да излеземе четворицата." И на това сиромахот се кунеше, че не знаеше да даде одговор. И после това приближиха во селото, отидоха во куштата му, седнаха во одајата. Сиромаховата мома излезе и му вели на гостот: "Добре дојде." И му чини неколку церемонии. Царот, като ја виде уште момата, ја арасе. И за да ја чини да стои пред него, уште мраја пита: "Моме, таа соба сега скоро ја чинихте?" И Тијанока вели: "Сега скоро ја чинихме нова." Пак тој нака одговори: "Харна одаја девојко имате, ама оџако е мракрив." Тијанока познала, че за носо и така вревеше гостот,
и заеднош му дала каршилак и му вели: Господине, оджако е крив, ама кадежу излева права? Като чу царот таков одговор од една мома селанка, си рече со сумото: Таа мома, јас ќе да ја земам за жена. Тогаш момата го викнала на татко и вънка и го пита: Тате, дека го најде тој човек и го дохара тука? А татко ја одговори: Мари керко, като орак на нивата, истом каде и Киндија, беше тој на таму. Ме питал за некое ближно село дали знам. И јас му кажа, че од нашето село поблиску нема. И така сетна ме питал дали го сакам у нас на гости. И јас му кажа, инак не можех да чинам. Го зедах. И като идехме на пъто, имаше еден јукуш там. И така сетна тој ми рече да го вјахна мра и да ме вјахне он ме на мра и така да го извадиме тој јукуш. И на това Кирко каршилак не можех да му дам. И после това ми рече да влеземе во орманот 2 минута, та да излеземе четворицата. И на това Кирко моја каршилак пак не можех да му дам. Тогаш мамата рече на татко: Тате, сега ти на къде идеш нетре, да седнеш при него и да му речеш: Ча вчера не можех да ти дам каршилак, ама сега да ти кажам. Ча јукушот, што сакаше да се објахнеме еден на друг. Тоа беше за да позборуваме двата, за да не постанеме. А пак за ормана, 2 мина да влеземе, четворица да излеземе, тој беше гова. Јас сум 2 мина. Еми ти нака самичо. И како ќе да се чиниме четворица? Да видиме сетне тој како ќе да ти каже. Ча гледам, татко, тој човек е многу прокопсан. Не уме се на прост човек. Така като чу татко и он неа, стана, отиде, седна при него и му рече: Еј, господине, вчера јас като бех уморен на пъту. Ти нака ми вревиш. Пак јас хич не знаех дека се нахождах. Като имах мръв хатер и мислех нещо со сумото. Затова сега ќе да ти дам каршилак за вчерашните 2 работи. На јукушот кога ми рече да се објахнеме еден на друг, тоа беше за да позборуваме двата. А пак за ормана, кога ми рече да влеземе 2 мина и да излеземе четворица. Харно, ама јас сам 2 мина. Ти нака самичо. Како ќе да се чинеме четворица? Като чу така царот, заедно позна. Ча не е он него тој. И тој му вели: Ти нака, господине, това не знаеше да ми го кажеш. Кривиот оджак ти има кажано за това. Викни ја, нека дојде на трика. Тој пак ја викна мамата пред гостот, пак гостот ја пита: Девојко, од татко ти друг кого имаш? И Тијанка му вели: Од татко ми друг имам дедо ми. Еми дека е дедо ти? Дедо ми е на воденица. Мели еден товар жито. Еми кога ќе дојде? Па да ти кажам право, ако заобиколи скоро ќе да дојде. Ама прав пат ако фати, ќе да забави. Царот като чу така, много се наракландиса за момата. И таму дека зборува ето идеото, дојде од воденицата кален, мокар и тој и коњот. Растовариха, врзаха коњот на јаселот и го земаха делото горе при гостот. Като чиниха здраво живо, фати царот да го пита на делото. Му вели: Зошто дедо толку забави на воденицата? А, бре, синко, на воденицата, људо, отидох, земах редот, фрлих житото, ама на пътот сам се измамих. Не саках да обиколам, за да не забавам. И така ги сах прав път, за да дојдам по-скоро. Море, ти ги са на пътот еден назмак, не тре като бити са конјот, отидов, дори да го извадам од таму и јас и конјот се намокрихме, со се окапахме. И така забавих много. Като чу така царот, разбра момата сиромашка да е најумовитна мома на светот. И му вели на сиромахот: Господине, јас ќе да земам твојата мома за жена тоа вечер. Зашто во старо време, човек да сакаше за една вечер да земе жена, му давале. Така и момата стрекса, ја зема и се венча оној вечер. Утрината царот стана и сакаше да си иде и ја вели на момата: Е, жено, това вечер те имах жена. Сега ќе те оставам. Многу љубов и милост имам на тебе, но патот е долг и не мога да те земам себе.
Ако Господ рече пак некој пат да се видиме, не знам туку, ето тој прстен ти го оставам. Од тој вечер, ако останеш трудно и да родиш мома и да нарасте, да го продадеш прстенот. И да чиниш прикија и да ја ожениш момата. А пак ако родиш момче и да нарасте, да му го дадеш прстенот да ме тера, да ме најде. Така момата го зема прстенот, поплакаха и двамината и така се разделиха еден на друг, но сиромашката мома останала охрана при татка ѝ. Проминаха 2 или 3 месеци и познала момата, че е тешка. И се чувала од всичко нешто за да не го метне малкото. Дојде време и го родила малкото. И тоа е било момче. И кога се нарасна момчето, излебаше повънка, играше со другите деца. И му извадиха името Бестатник. И така еден ден, като се караха малките повънка и като го викаха всичките деца Бестатник, тој нако отиде право на мајка му ја вели: да те питам, мале, дали јас имам татко или без татко се родих? Тогаш мајка му вели: еј, гири синко, со татко ти цела една вечер се зарадував. Тој ми остави прстен и ми рече: ако родам мома да го продадам, да чинам прикија да ја оженам. А пак ако родам момче, да му го дам, да иде да го тера да го најде. Като чу така момчето зема прстенот и кинеса, отиде да тера татко му. И отиде на еден град, се цени на еден стар халваџија да му продава халва на дуќанот. Халваџиовиот дуќан беше на едно ќуше, на една страна, којто денот не можеше да чини 5 гроша алеш велиш. Беше многу сирома халваџијата. Като се цени на него това момче, кој промина преста му без да купи халва не се врна. Очто беше момчето толку хубаво и гиздаво и чисто, толку го вртеше халваџиовиот дуќан, штото на мора време го чини најбогат од всички халваџи неговиот господар. И се причало момчето по всичкиот град со името Добро халваџиче. Царскиот лала имаше една ќерка, најубава на дуњата. Тјанака била като од звезда. Скрихом од татко еден ден, со неколку робинки со скочичијата вјахна на кочијата, да иде на бањата да се бања. И като промина през халваџиски дуќан, мрат Тјанака го е блеснала момчето. Јаре самошна. И като хапнала ловата ќерка од халвата, луда се чини за Добро халваџиче. И като се бањала, киниса да иде од дома. И му вели на кочичијата полека да кара коњите. И тој нака полека като караше, дојдоха до халваџиницата. И Тјанака му вели пак на кочичијата да запре. И тој нака ги запре коњите и Тјанака види на Добро халваџиче: варај, Добро халваџиче, да ми докараш за 20 парички блага халвичка. И тој нака зема халвичка, даде на момичка. И тој, като ја видела ловата мома, като жар го попари метра во душата. И пак кочичијата карал коњите и си отидоха на дома. Заеднаш момата фати да казува на мајка: ах, мила мале, денеска небето ме чини вредна да видам доброто халваџиче и од неговата гиздава ръка да земам блага халвичка. Ами мале, тој не е момче на земјата. Тој е ангел и љубов видев на душата ме попари. Да има и еден кола и татко ми да го земе тука, да ни чини хизмет на време и сетника како ќе му види умот да ме даде на него за жена. Като чула така мајка и: сакам, Герко, да те не чуј татко ти часетника те заколјува, људа се кунеш. Утрината момата залудела за доброто халваџиче и му вели на кочиџијата: ајде, кочиџија, направи кочијата, да идеме пак на бањата и пак идме при халваџиницата. Да имаш пила по тебиката, да фатиш дингилите, да ги делаш, да се разбие кочијата тамука. И тој нака како му рече момата, така чини. Или што отидоха при халваџиницата, тој нака со спилата като изделкаше си растури кочијата. Момата влезела во халваџиницата, во Добро халваџијавата одаја. Цел ден таму кочиџијата дур да направи кочијата, Тјанака со доброто халваџиче чиниха збор да плати Тјанака парите, да направи тој лагам од халваџиницата дури на лаловата кшта под земјата, ката вечер да иде тој таму да си хоратуваат. И така момата оној саат му даде на него пари веќе колку беха потребни за лагамот, вјахнала на кочијата и си отиде во таткова и кшта. Утрината доброто халваџиче фати мајстори с криком од господарот му, направи тој лагам под земјата, како му беше поручала момата, и така ката вечер идеше кај лаловата ќерка, васа нож се хоратуваха и со мајка и со неа.
Толку се е причуло това халваджиче на гиздавината му, дури и царот се причуди и меракчини да иде да го види. Еден ден зема лалата, отидоха во халваджиницата, седнаха во халваджичовата одаја и му велат на халваджичето да му докара халва. И тој му докара и веќе што се почуди царот на неговата хубавина, не сакаше да се оттели од таму, сакаше да го земе на конакот. Стар халваджија му вели на царот: Виж, цару, това дете од мене како го земеш требува прво мене да заколеш, че јас дека без него не сум вреден за ништо. Царот като чу така, не знаеше како да чини. И така останаха таму коне вечер на гости. Като вечераха таму, царот и лалата заспаа. И тој нака запалува фенерчето му, излева на лагмет. И оној сад се разбуди лалата и го фати напослед. Ајде, добро халваджиче на лаловата къща. Лју го вида лалова жена и керка и фатиха да се радуваат и да го бацуваат, за чудо чимпиште чинеше меѓу нив. Лалата, като виде това со очите му и като чу со сушите му, се врна назад, го разбуди и на царот му вели: Еј, цару, што чини сега? Младо добро халваджиче треба да го обесиме што ми чини менека. Царот го пита: Што ти чини, лала? Ето, лагам има он тука дур на мојата къща под земјата. Играе се с момата ми. Ето сега го видех напослед и го видех, хем го чух како чинеше со стех. Царот като чу така, и утрината порчил да го обесат. Стариот халваджија плачеше по него и отида на царот да му се моли. Царот не кеше да го види. Исто фрлиха в жето да го обесат. Тогаш детето му рече на еден: Почекајте малку, да си чина молбата ми. Го оставиха мрчес да се моли. Тогаш веќе му текна на детето, извади прстенот, го даде на еден човек и му вели: Господине, нати тој прстен, дај му го на царот да го продаде, да ми чини спомен по умирањето ми, че немам тука никој рода роднина или сестра мајка да ме споменат. Зема човекот прстенот, отиде кај царот и му рече така: Цару, младо добро халваджичето под нози ти поклањава да продадеш тој прстен, да му чиниш спомен по умирањето му, че нема тука никој рода роднина да го споменат. Царот, като го виде прстенот, го позна и дори сълзи му дојдоха на очите и му вели на човека: Скоро младото халваджиче да ми го докарате тука. Човекот отиде, му рече на джелати: Варај, джелати, скоро царот го сака младото халваджиче при него. И така го закарале пред царот. Царот фати да го пита: А, бре, момче, од дека си дошел тука? Имаш ли мајка, татко? И тој нека му вели: Цару, јазика сум ти од далечно место. Мајка имам, но за татко не знам. Туку спроти мајчини ми повелани, а мајка ми е Дип Харна. Преди 15 или 18 години да е дошол до дедовата ми къща еден гост. Ја ареса на мајка ми за една вечер да се венча со неја. Ако остане трудна и да роди мома, да ја нарасне, да продаде прстенот, да чини прикија и да ја ожени. А ако роди пак момче, момчето да земе прстенот и да тера да најде татко. И Тијанака ме роди мене. И јас дека като излегов да играем со смалките ме викаа безтатни. Така дадох зорт на мајка ми да ми каже дали имам татко. Тијанака ми кажа така, јас дека земах прстенот, дојдох да терам татко. Се цених на стариот халваджи. Късмет беше од богатих и се дојде лаловата мома. Сакаше со зорт да ме земе. И ми даде пари, чиних лагал. Отивах ката вечер на лаловата къща. Ама еден лошотија не чиних, само ме гледаха и ги гледах. Дури ме докараа на обесовање. Като чу така царот, поверува харно, че тој е негов син. Го зеде заеднош и го облече со царски дрехи и му вели на лалата му: Еј, лала, иди дома ти да чиниш зап твојата кобила, да чинам зап мојто ждрепче. И така лаловата мома остана посрамена. А пак младото халваджиче царово дете се познало. Така и сегашните девојки. Требува кола и да се не предават на момците со зголеми или мали дарби. Оти кој с крихом лаже, со време излегва на мегдан. Да!